Градоначалничката на Скопје Данила Арсовска ги донесе во обвинителството доказите за легализирана дивоградба во Чаир со фалсификат документи. Според неа, меѓу фалсификатите е и оној според кој бил платен надоместок кон градот Скопје. Таа смета дека градоначалникот на Чаир Висар Ганиу е свесен дека сторил кривично дело, затоа што еден час откако таа во живо се огласи на Facebook и го повика, тој направил решение за поништување на сопственото решение за легализација. 24 часа нема од моментот кога ги поднел документите до моментот додека тие целиот случај го избришале од катастар. Повеќе не постои оваа дивоградба. Нема повеќе таков имотен лист. Нема повеќе такво запишување. Се надевам дека ќе успеат институциите да реагираат. Меѓутоа, еден човек во Република Македонија кој што ќе ми каже кога успеал да поднесе документација во катастарот и кога успеал утре дента кога ќе се разбуди да добие дека му е завршен предметот, да ми се јави. Ние имаме вакви 150 и сите еден по еден ќе ги изведуваме ако треба. Меѓутоа, ова е оној каде што е фатен со фалсификатите во раце. Тој доказ не знам дали ќе успее да го обезбеди јавното обвинителство и останатите институции, затоа што тој успел за неполни 24 часа да го поништи во катастарот и најверојатно веќе е во некој шредер во општина Чаир. Обвинителството досега требаше да влезе во општина Чаир, а сега и да влезе ќе се прави дека нема ништо затоа што се е избришано, вели Арсовска. Го повикуваше обвинителството да работи по допрен глас, но се одзва на денешниот повик, да ги сподели сознанијата со дежурниот обвинител. Обвинителството и порача дека не можат да постапуваат без сознанијата за кои парцели станува збор. Доколку градоначалничката како службено лице има сознанија за кривично дело, таа има обврска тоа да го пријави, да соработува со јавното обвинителство и да посочи кај кои конкретни парцели или згради се откриени сомненија за незаконитости. Тоа е неопходно за да може да постапува обвинителството и да спречи евентуално компромитирање на доказниот материјал. МВР ја чека Арсовска да ги пријави и заканите по живот. Таа вели, не постапувале по пријавите и не се чувствува заштитена од државата. Не ги соопшти јавно имињата на заканувачите, за да не се доведе себе и семејството во дополнителна опасност. Во СВР Скопје до овој момент нема пријава од Данила Арсовска за закани кон нејзиниот живот или загрозување на нејзината сигурност. Секој граѓанин што има несигурност или има било какви закани, веднаш треба да пријави во најблиската полициска станица или на телефонските броеви 112 или 192. Не само јас што имам пријавувано. Еве и пред некој ден во општина Чаир кога ме нападна нашите колеги затоа што во тој момент јас не бев во можност да викам полиција во сред самата ситуација. Службени лица са нашите колеги од инспекторатот, повикаа полиција, пријавено истото, имате и писмена билешка во внатрешна контрола, тоа беше на 21 мислам мај. Кога дојдоа униформираните полицајци на лица место, сега по него ли ќе трчам? Тоа беше одговорот. Да, вчера немав пријавено и јас не можам секој ден да пријавувам. Телма вчера објави дека во обвинителството повеќе од 2 години има предистрага за предмет со кој антикорупцијска побара поведување на кривична одговорност за градоначалникот Ганиу и главниот градежен инспектор, а се однесува на дивоградба во населбата Дуѓанџик. Од обвинителството тврдат дека општина Чаир не им доставила податоци за бараната парцела, туку за друга, па писмено се обратиле до Министерството за транспорт и врски за да се изврши надзор и увид.